Добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на политичкиот магазин За или Против. Како се наближува терминот на изборите, така и анкетите стануваат се пореални и по-вистински во однос на мерењето на рейтинзите на партиите, но и распределбата потенцијална на пратеничките мандати. Па така, според последната, веќе се добива некој појасен впечаток, кој верувам дека ќе биде уште подетален и уште поконкретен и уште појасен со текот на деновите кон првиот изборен ден и некако веќе се кристализира на некој начин потенцијалната стабилност на ВМРО ДПМН во однос на постизборното правење на владино мнозинство, односно коалицирање со партнер под претпоставка, нели, според оние анализи изминатите денови и политички конкретни се разбира проценки дека би била веројатно партнер коалицијата вреди, но отом потом изборите ќе си покажат, што би рекол нашиот народ, а и самите политичари какви ќе бидат желбите на народот, која ќе биде проценката на народот и што прети се ќе избере македонскиот граѓанин. Но дали на крајот на денот ќе биде лесно формирањето на влада по 8 мај е и насловот на вечерашното интервју. Овде во студиото покрај мене е членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Владко Ѓорчев. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, поздрав до вашите гледачи, добро ве најдов. Се надевам ќе имаме добра емисија. Убедена сум во тоа. Впрочем, Владко Ѓорчев е познат по интересните настапи, искрени, енергични и фалите на македонската јавност и македонската публика, па кога најавив кој ќе ме биде гостин, првото прашање беше: а зошто го нема? Луѓето можеби уште не се дефинирани во детали, нели, листите, но еве кој ќе биде вашиот ангажман? Зошто има впечаток дека ве нема? Што ќе правите по 8 мај, која ќе биде вашата функција? Па ме има во јавност, значи настапувам, одам на дебати, нормално, не сум во собранието, но 100% стојам зад програмата на ВМРО ДПМН, зад понудата на ВМРО ДПМН, онаму каде што сум целиот свој живот. Затоа што убеден сум дека во оваа ситуација која што ја имаме, актуелната власт не треба само да биде поразрена, таа ќе биде поразрена, треба да биде жестоко и убедливо, прилично убедливо поразена за сиот зулум што го направија на Македонија, така што во тој дел апсолутно ќе се ангажирам, деновиве бев по неколку комитети, така што приоритетот за мај е јасен. А тоа е нова влада, нова надеж за Македонија, да ги оправиме овие тешки состојби во кои што се наоѓаме. Нова влада во која Ѓорчев ќе биде што? Па не, рано е се уште да се збори, верувајте ми, не сакам да сите ние се нервираме додека гледаме вести. Не сакам и не можам да се помирам со тоа да Македонија секогаш и во секоја варијанта биде губитник. Не можам и не сакам да се помирам со тоа да во сите можни индикатори во цела Европа Македонија е најлоша, во сите категории, и да кажеме дека тоа е најдоброто што можеме да го дадеме од нас. Не. Убеден сум, мислам дека на вистина Македонија може многу повеќе. Не велам јас дека Македонија ќе биде Скандинавија, не знам, дека ќе бидеме Шведска, Германија или Холандија, но да бидеме најлоши во сите можни категории, тоа апсолутно никако нема да го прифатам и нема да се помирам со тоа. Така што ангажман не само мој, не само на луѓето што се актуелни во политика или било што, туку ангажман на цела Македонија, затоа што наредните месец и пол се одредува судбината на Македонија, буквално така. Дотолку повеќе што и Македонија навистина била лидер во регионот некогаш, односно не толку одамна, а впрочем затоа треба да сме мотивирани како граѓани пред се што побрзо да се освестиме дека е неопходно масовно да се излезе и да се гласа во интерес на барем минимум враќање на Македонија на позициите на кои била. И сега извинете, само ако дозволувате да се надоврзам на тоа што го спомнавте. Не така одамна. Значи, министрите и владите од регионот доаѓа економија и инвестиции да учат во Македонија. Значи, тука доаѓа и владите на Србија, и владите на Косово, и владите на Албанија, буквално да учат како да привлекуваат странски инвестиции, да отвараат фабрики. Сега во сите тие земји, секој недела, 2 или месец се отвора фабрика, секаде се отвора некој автопат, во Македонија не се случува ништо. Пред 10 години
Грција беше во таква една жестока економска криза што никој не знаеше дали Грција ќе има банкрот или нема да има. Требаше цела Европа да ја спасува. Бугарија беше исто така во една незавидна економска политика. Сега сите овие земји околу нас до последната се не дупло, не тродупло, 5 пати се подобри од Македонија. Значи, не смееме да се помириме со тоа. Чувството кога се влегува во Македонија од било која од странските земји е како да се влегува во темен вилоет. Например, не знам, ако влегувате од Србија, автопат исчистено, добри бензински станици, банкината е во ред, тревата искосена. Од Косово исто така, сериозен автопат, подвозници, надвозници, се гледа економскиот раст. Албанија отиде напред, така натаму. Македонија најлоша и на Балканот и на Европа. Во таква Македонија не сакам да живеем, и јас и моите деца, туку сакам да живееме во подобра, во нормална земја. Значи не да ветуваме брда и долини, но едноставно да биде подобро ова. Значи, оние што во регионот сме биле подобри од нив, повторно да бидеме, затоа што тоа сме го докажале, не така одам. Да, чисто само како потврда во интерес на објективноста на ова што го зборите си вчерашните информации, имено индексот на среќа на граѓаните која го мери Обединетите нации во последниот извештај, Македонија е меѓу 80 и 90 место, односно македонските граѓани во однос на среќа, а сите земји од регионот се речи се меѓу 20 и 30 место и невозможно е нивните граѓани да се толку драстично посреќни од нашите, а нашите да се толку на дното. Како и да е, во насока на најава на промените, последната анкета која што ја прави ИПИС за потребите на МРТ, мислам дека тука во однос на законските регулативи на ВМУ би требало да кажам дека е крајот на февруари, почетокот на март анкетата на околу 6000 испитаници и маргина на грешка 1%, како и да е, тука претпоставам дека сме коректни. Значи, проценката според последната анкета е, барем впечатокот во јавноста, некаква стабилна можност за коалицирање на ВМРО ДПМН под предпоставка или природно како сакате со еве коалицијата вреди, значи едно потребно мнозинство во овој момент, еве или ако следната недела се одржат изборите за формирање на влада, значи минимум 61 постои во овој момент ВМРО ДПМН и коалицијата вреди. Дали ова ќе биде така лесно како што звучи сега? Треба да видиме кои ќе бидат бројките. Но факт е дека ВМРО ДПМН има јасна, очигледна предност пред сите останати. Јасно е дека ВМРО ДПМН ќе биде победникот. Но, како велат, ѓаволот е во деталите. Ова што ќе го кажам е прилично важно и всушност е суштината или резимето на оно што сакам лично во камерата да го порачам кон граѓаните. А тоа е следново, тоа е дека не е сеедно дали во преговори за коалиција или за влада влегуваш со 51 пратеник, со 55 пратеници или со 61. Важно е за Македонија да има стабилна влада. Значи, владата следна ќе ја предводи ВМРО. Тоа мислам дека, како да кажам, не, тоа е даденост. Но, еве, ја ќе се подсетам на 2016 година, ВМРО ДПМН имаше 51 пратеник. Да, така. Во владата ја направи Зоран Заев и СДСМ, ги избриша и патос избриша со сите македонски црвени линии. Дојдовме до тоа да луѓето, народот, граѓаните се поразени, Македонија губи, народот се иселува, економијата е катастрофа, инфлација, буквално сите оние катастрофи кои што ни се случуваат. Со 53, 4, 5 пратеници тоа е веќе друга песна, но не мислам дека е невозможно да се дојде до 61. Ужасно е важно. И ќе ви кажам отприлика пресметката за тоа. Вие сте многу долги години во политиката. Ова ви е мотивацијски порачано или навистина верувате дека не е невозможно до 61 да се дојде? И двете. И двете. Затоа што ја имам Македонија приорено уздуши попреко. Вакво незадоволство немам видено во животот, никогаш. Значи, сум бил на сите можни избори од 96-та, 98 година, 2000-та, 2002-та, 2006-та, 2007-та, нели, сите можни изборни циклуси. Вакво незадоволство во Македонија немам видено. Значи, референдумски плебисцитарно луѓето велат ова е катастрофа. Не 90-95%. Значи, од 20 луѓе еден ќе најдете и ќе каже, еј, добре, ќе гласам за овие.
Но, сакам особено да допрам до оние луѓе кои што не ни се склони нам, кои што се разочарани од си живот, со право, луѓе го гледаат дека не оди работава, но сакам да им порачам дека не е сеедно што ќе биде после мај. И уште еднаш, не е сеедно за Македонија и за македонскиот народ, дали ВМРО во преговорите за идната влада ќе влезе со 53 пратеници, 55 или 61. Значи, јас во 2008 година во трети изборна единица во Источна Македонија, како носител на листа, заедно со граѓаните, имавме резултат 14-6. Тоа е, рекорд на македонскиот парламентаризам. Никогаш немал таква победа 14-6. Сум имал победи 12-8, 10-7, значи сум бил носител на листа во 6 изборна единица. Значи не само овој дел Велес, Штип, Кочани, Источна Македонија, туку сум бил носител исто така и во Западна Македонија, Тетово, Гостивар, Дебар. Огромно е незадоволството. Значи, сакам да кажам дека би замолил и би апелирал и луѓето што не ни се склони да ни дадат поддршка за да имаме стабилна влада. Затоа што не смееме да дозволиме да владата за година, 2 или 3 биде соборена со разноразни операции, со ново парламентарно мнозинство, па дали оваа партија ќе излезе, дали оваа партија ќе влезе и така натаму и така натаму. Состојбата во која што се наоѓа Македонија е толку лоша, дупката е толку длабока, што не смееме да си дозволиме. Не смееме да си дозволиме владата да ни ја рушат после 2 години. Треба да имаме 4 години, да ја консолидираме Македонија, да застане Македонија на нозе. Сега е државата искршена, буквално, како да ви кажам, значи легната е на земја. Мислам дека секој еден граѓанин и посурови зборови епитети би искористил за да објасни, бидејќи секој е свесен, не постои човек кој не е свесен. Но внимавајте, во опозиционата понуда има повеќе партии. И на моменти ќе има некој ќе чуе, не знам, некоја партија или некои политички авантуристи кои што кажат некои големи зборови, а кои што самите учествувале во шарена револуција, кои што самите ни го донесоа Зоран Заев, кои што тие со нивното поведение и нивниот ангажман во СЈО ни ја донесоа Катица Јанева, промената на името и сето она што сега актуелно и се случува на Македонија, кои што ги донесоа СДСМ и ДУИ, односно ДУИ и СДСМ да раководат владата. Тие ни ги донесоа. Имаме во опозиционата понуда луѓе кои што биле во СДСМ до пред година или 2, буквално. Да мислите на македонскиот опозицијски дел, во македонскиот опозицијски дел. Значи, имаме луѓе кои што биле и во шарена револуција, кои што биле перјаницата или врвот на копјето на СЈО, во операциите за рушење на ВМРО ДПМН и рушење на Македонија и промена на името. Има луѓе кои што до вчера биле во СДСМ и кои што ги подпишувале сите политики на Зоран Заев, а сега одеднаш, големи патриоти, македонска опција и така натаму и така натаму. ВМРО ДПМН е проверената опција. ВМРО ДПМН има доста мани, нема совршеност. Но, за да идната влада биде функционална, треба да одиме на 61 и со ова завршувам, значи сакам да кажам дека на минатите избори ние имавме 44 пратеници. Тоа беше бројката. Ако дигнеме по 20 пратеници во секоја од 5 изборни единици поголеми, тоа се веќе 54. Во 6 изборна единица, ако отидеме на 3, тоа се веќе 55. Можеме уште неколку изборни единици за малку, за мали маргини. Значи, за количниците, под Нонтовиот модел, можеме да дојдеме уште неколку пратеници. Тоа значи дека имаме предуслови да се консолидира државата. Ужасно е важно, дури спрема кармерата ќе се апелирате се разбира. Да, затоа што лошо е и облачно е. Мора да застанеме на нозе, мора да се избориме за Македонија. Ни се тенчи народот, луѓето ни се иселуваат, државата е во лоша состојба. Доведени сме до тоа да наставници прегрезуваат јазик и се мислат кога им предаваат на деца дали да кажат Македонија. Во Македонија. Така што Македонија, пенкалата во раце, масовно да излеземе
и да дадеме подршка. Да се надеваме дека она што сакав да се надоврзам аналогно на ова што го зборувате со наставници како пример ги дадовте, во принцип треба да сме свесни дека никој освен ние не може работите да ги промени и ако сега ја испуштиме шансата, барем тоа сценарио, можеби и ретко кој се осудува да го каже гласно, но ако сега се испушти шансата, сметам дека ова е лично, нека биде моје мислење, дека уште потешко, да не речам невозможно, ќе биде потоа. Кога станува збор за калкулациите, Донтов модел, споменавте број на пратеници, според последната анкета, не споменав, коалицијата вреди меѓу 9 и 12 пратеници, дуи меѓу 14 и 17. И сега, никако индиректно се најавува никакво нестабилно сценарио од страна на владеачката партија од албанската заедница во моментот, односно ДУИ, постизборно после 8 мај. Ако тие освојат повеќе пратенички мандати од колку коалицијата вреди, стравувате дека е можно такво некое сценарио, а вие сепак еве сте во ситуација и одлучувате и повеќе се согласувате како ВМРО ДПМН да направите коалиција со вреди. Во тој случај се плашите можеби од сценарио за нестабилност кој индиректно се најавува еве од страна на се уште владеачката ДУИ. Македонија ќе биде стабилна. Македонија ќе застане на нозе. Македонците се борат за своите правдини и народот и граѓаните ќе си ја вратат државата своите раце, затоа што тие се суверено, тие одлучуваат. Ако некој биде нестабилен или дестабилизиран после изборите, можно е тоа да биде ДУИ, затоа што таму ќе се отворат крупните политички прашања, и политички и кадровски. Една политичка партија ги прележува своите сипаници или своето зреење по смената на првиот лидер. Голем број на партии, откако првиот лидер си заминал, не успеале после тоа да се состават, нели партиите се фрагментираат. Тоа е прашање кое што тие треба да си го одговорат. Но во ВМРО ДПМН имало повеќе лидери, но јасна е траекторијата и магистралното делување, тоа е на македонски позиции веќе години и децении, па дори би рекол и векови назад. Затоа е и најголемата партија во државата, веројатно заради... Но големата дилема е што ќе се случи во ДУИ по заминувањето еден ден, кога и да се случи, тоа тие треба да си го одлучат на актуелниот нивни лидер, затоа што секој е минлив и менлив. Значи, Македонија нема да биде дестабилизирана, напротив, Македонија ќе застане на нозе, Македонија ќе биде подобра земја, а оние кои што ја дестабилизираа вака како што е сега Македонија, нестабилна и поразена, ќе бидат на изборите поразени. Го одговоривте и следново прашање во предходните кои ќе го поставам, ама ќе инсистирам на истото, бидејќи сакам да го слушнам уште еднаш, макар одговорот или можеби во друг правец ќе се одвива. Очекувате уцени од потенцијалните албански партнери по 8 мај? Без разлика кои да се во рамки на... Очекувам силна, стабилна позиција на ВМРО ДПМН, со убедливо најголем број на пратеници. Очекувам владата на ВМРО ДПМН да добие огромна, голема поддршка од граѓаните на Македонија и да не може да биде соборена после година, 2 или 3. Затоа што ни требаат 2 мандати за да ги оправиме овие состојби во кои што се наоѓаме. Значи, очекувам ВМРО ДПМН врз основа на бројките кои што ги има во парламентот, да биде тој кој што ќе има раководната палка, каде што ВМРО ДПМН ќе ги бира коалиционите партнери, каде што ќе соработуваме, нормално ќе подадеме рака, ќе разговараме за ресори, нели, сето она што следува после тоа, но уште еднаш граѓани на Македонија, не заборавите. На еден начин се преговара кога имаш 51 пратеник, на друг начин се преговара кога имаш 55, на трет начин се преговара кога имаш 60. Нашата цел за Македонија е важна. За Македонија е важно и за оние на кои што не им се толку многу допаѓаме, за оние кои што се разочарани, за оние кои што имаат да ни приговорат нешто.
на сосема трет начин се преговара кога Во контекст на ова, колку мислите дека сепак заради тоа што сте многу децени веќе и уште како млад политички сериозно активен, колку очекувате дека носителите на листите кои веќе се горе-долу познати и за двете најголеми партии зборам македонски, ќе придонесат во подигнување еве на мотивацијата и поддршката на граѓаните кон заради личност носител на листа, не знам, во единицата, во тројката, во шеската, колку тоа ќе придонесе, ги знаеме и горе-доле, како што реков, и од двете страни носителите. Па мислам дека навистина имаме добри носители, лично ги познавам сите, ги препорачувам за гласање. Нормално јас би гласал, јас ќе гласам за нив, така што во првата изборна единица го имаме Христијан Мицкоски, тој во својата полна политичка зрелост, ја познава Македонија, значи го знае секој град, секое село, има огромна компетенција во делот на економијата, во делот на енергетиката, понатаму има и тоа како веќе развиен сенс за меѓународни односи, така што тој е нашиот кандидат за премиер. Сигурен сум дека Христијан Мицкоски ќе биде подобар премиер и од Зоран Заев, и од Таче Ковачевски. Во втората изборна единица го имаме Владо Мисајловски, значи човек кој што си ја знае изборната единица, значи целиот тој дел од Ѓорче Петров преку Чаир, Бутел до Куманово и Кумановско, навистина секој камен го знае. Мислам дека навистина е добро решение за тој дел од Македонија. Драган Ковачки, Источна Македонија, со години и децении приврзан кон Македонија, силен македонски патриот, армија на Република Македонија, вонредно активен, успешен пратеник, така што мислам дека во Источна Македонија ќе имаме прилично добар резултат. Александар Николовски, значи голем број на успеси, тој дури во тоа едно корона невреме пред 4 години му извади на Зоран Заев, кој што беше тогаш во зенитот и врвот на својот политички налет, 10-10, сега резултатот ќе биде сосепно поинаков, таму очекуваме 13-7 најверојатно. Во таа изборна единица активен во европските народни партии низ цела Македонија, така што во тој дел очекувам дека ќе биде одличен резултатот во четврта изборна единица. Во пета изборна единица сондираме мислења, значи се уште треба овие денови ќе детализираме. И во шеста изборна единица Дафина Стојановска, борецот парламентот, жена, мајка, посветена, ја љуби, ја сака Македонија. Така што имам полна доверба во сите овие носители на листи, полна поддршка за нив, ги знам со години како луѓе, така што Македонија тие заслужуваат Македонија да им даде поддршка, а Македонија заслужува после тоа тие да го дадат максимумот за оваа држава и народ. Среќна. Така е, посакуваме среќа, се разбира. Најважно е да биде масовна излизноста, тоа е пред се, за да едноставно си дадеме кураж дека како народ не сме се откажали од нашата Македонија и дека можеме да придонесеме пред се ние за промените како граѓани. Деновиве актуелна приказната околу Стево Пендаровски за тоа дали ангажира или не странски стратези, израелски медиумски гуру се споменува и така натаму, и конечно вчера тој призна во практично неговиот кабинет во одговор на прашањата на Алфа дека се сретнал со израелецот, како и да е свесен е Пендаровски за тоа каков е неговиот рейтинг во моментот. Ве плаши фактот дека може би, ако тврди дека нема тоа да се случува, односно да плаќа странски експерти во случајов израелскиот, и дека тоа е помош или некаква консултација обезбедена од страна на СДС, ма како и да ве плаши начинот на кој што си ја подготвува кампањава? Се е џабе кога народот ќе те отсака. Се е џабе. Значи, во делот на поддршката и за СДСМ, и за Пендаровски вазната е скршена. Тоа е тоа, џабе, скршена е. Сега ти можеш да ја лепиш, не знам, џабе. Токму тоа ми е прашањето, колку странски гуруа за вакви кампањи би можеле да ви спасат пораз? Ја нема таа шминка која што оваа нивна распадната куќа ќе ја залепи. Значи, џабе било каква фасада кога куќата е срушена. Куќата е срушена затоа што владата има секој 2 недели скандал за кој што треба буквално да падне владата, а никому ништо не се случува. Погледнете ги само последниве 5, 6, 7 месеци. Дали зборуваме за онкологија и стотици мртви. Никој не е виновен.
Дали зборуваме за упад терористички во контрола на летање? Никому ништо. Дали зборуваме за еден куп, не знам, вработување, прекршени процедури, набавки на лекови. Децава немаат учебници. Внимавајте, ние се молиме 7 години и децава, не на 1 септември, туку деца дали ќе ги добијат книгите во април, мај или јуни. И постојано се излажани деца. Што е работа на тоа министерство? Па тие една работа имаат. Да обезбедат учебници за деца. Што друго имаат работа? И во таа една работа имаат масовно фијаско. Дојдовме до тоа да Македонија буквално проси за една кутија вакцини, пола влада да отиде на Табановци и каже, леле, фала многу за една кутија вакцини, имавме најголема смртност за ковид. И сега Филипче ни вели, тој ќе биде носител на листа, ајде гласајте бе. Па 20.000 луѓе во Македонија, Господ знае колку, 10.000 луѓе во Македонија имаат умрено, луѓе во црна земја ги стави, имавме најголема смртност од ковид во светот. Имавме некролози, 40-50 луѓе дневно ни умираат, тој возеше мотор со Зоран Заев. Значи, секоја една од тие афери, е доволна да падне владата. Истовремено, додека сето тоа и се случуваше на Македонија, проследено со епски, ужасен, огромен екзодус, Стево Пендаровски беше нотарот, подпишувачот и одобрувачот на сите нивни можни политики. Да, но тој е убеден дека влегува во втор круг. Па добра са, и да влезе во втор круг нема да му помогне. Значи, разликата е толку голема што едноставно не се лепи работата. Така што мислам дека утакмицата е прекршена. Некој вели ќе почне сега кампањата. Не, кампањата ќе заврши. Фудбалски кажано, ние сме сега во 87 минута. Овие месец и пол што се останати, тоа се последните 5 минути од утакмицата. Да, формално треба да почне кампањата, но 95% од луѓето веќе имаат одлучено за кого ќе гласаат. 95% од луѓето се незадоволни од состојбите во Македонија, имаат изградено впечаток затоа што гледаат што се случува, така што мислам дека ги нема тие стратегисти, не знам, или стратези, или гуруа кои што можат да ја залепат работата. Како ви изгледа, односно каков е лично, пак ве прашувам како искусен политичар, впечатокот, односно вашиот став гледано вака одстрана во однос на последната одлука, односно последните информации за црна листа на печат или црн печат, еве за Катица Јанева и потесното семејство и градоначалникот на Карпош и председателски кандидат Стефчо Јакимовски. Зошто ве прашувам? Бидејќи јавноста која е исклучително политички писмена, македонската јавност, се прашува, а зошто е Стефчо Јакимовски ради тајмингот кога е објавена оваа ажурирана црна листа, значи сега непосредно пред почетокот на кампањата, де факто Стефчо Јакимовски не може да загрози ниту еден председателски кандидат како конкуренција. Од друга страна, Катица Јанева е веќе осудена, таа си го доби, условно речено, она кое што се докажа и она кое што го кажавте во првиот дел, првите минути од емисијата. Значи, што значи црната листа со овие две имиња плюс на неа во овој момент? Соединетите американски држави вакви чекори преземаат врз основа на нивни анализи, нивни сознанија, и се работи за сериозна држава која што сака да испрати сериозни пораки. Изминативе месеци и години главната политичка платформа на спомнатиот градоначалник беше да го критикува ВМРО-ДПМН по сите можни основи, така што јас не очекувам тој да влезе во втор круг. Мислам дека во втор круг ќе влезат актуелниот председател и кандидатката на ВМРО-ДПМН господја Гордана Силјановска-Давкова. Очекуваме победа во вториот круг и на Македонија е потребен председател кој што ќе работи заедно со владата, кој што нема да биде спротиставен со владата, кој што нема да биде во војна вербална. Но ќе биде коректор веројатно во дадени моменти. Кој што ќе биде коректор, но не некој кој што како да кажем, ќе го влече бродот нагоре. Истовремено, нас како на идна гарнитура, како држава, важно ни е да имаме отворени врати, да имаме активна надворешна политика
и со Соединените американски држави, и со Европската унија, значи посети на Вашингтон, на Брисел, на Берлин, Лондон, Париз, значи важно е зиднината на Македонија, Македонија да соработува, Македонија да биде земја која што ќе има активна улога, истовремено водејќи сметка за македонските национални и државни интереси. Значи, едното со другото не е спротивставено. Мораме да ја зајакнеме позицијата на Македонија и внатре и надвор. Само за вас, ако грешам, ќе ме коригирате, слушнавме дека сте на 5 февруари на молитвениот појадок во Соединетите американски држави и последниве години се знае дека некако стана една од карактеристиките кога ќе се спомена Владко Ѓурчев е молитвениот појадок и децении наназад. Зошто високи функционери од власта, значи зборам и за СДСМ и ДУИ, зошто за нив немаше место таму? Кој е принципот, не заслужиле да бидат таму? Каква е пораката? Не знам, значи, видете, ја не би влегувал тука за Грковска слушнав Александар Кирацовски своевремено, Стефан Богоев како екс-градоначалник, тоа се отприлика имињата кои биле. Да, имаше на времето, имаше и Славица Грковска, имаше Лилјана Поповска, се менуваат, секоја година поканите, но не би одел во било каква политичка интерпретација. Мене ми е мило што или важно е да ги негуваме тие контакти кои што се важни за Македонија. Значи не само во САД, туку и во сите други земји, затоа што уште еднаш ќе речам треба Македонија да има отворени врати и што повеќе пријатели на најважните места на светската политика. Да се вратам само кусо на црната листа, очекувате нови имиња да се најдат во овој период уште потесен предизборен? Тоа треба кои може би имате информација? Тоа се одлуки кои што треба да се ги донесе САД, тоа е нивна политика, но од она што можам да го заклучам, тоа е дека тие внимателно ги следат состојбите во Македонија. Повеќе пати представниците на САД кажаа дека меѓу главните нивни фокуси е борбата против корупцијата, организираниот криминал, дека сакаат Македонија да ја видат економски засилена, економски развиена, така што во тој дел идната влада на ВМРО-ДПМН ќе проложи и со соработката, и со партнерството, и со Соединените американски држави, и со Европската унија, затоа што на крајот на криштата и огромен дел од инвестициите во Македонија, значи производството кое што го имаме, доаѓа од тие земји. Значи владата на ВМРО-ДПМН беше таа која што донесе десетици и десетици фабрики кои што буквално ја држат македонската економија и со тоа нивно партиципирање во буџетот се исплаќаат и плати, и пензии, се одржува здравство, економија и сето останато. 43% од нашиот извоз оди во Германија. Ако ја гледаме Европската унија во целост, тоа е некаде околу 70%, значи бројките се прилично големи. Како држава треба уште еднаш ќе речам да водиме умна надворешна политика од македонски позиции и да ја консолидираме позицијата нарушена, која што во моментов е нарушена на Македонија и внатре и надвор. Само уште кратко, фактот дека огромна поддршка уживаше специјалното јавно обвинителство и токму Катица Јанева своевремено при формирањето од страна на Соединетите држави, односно преку Американската амбасада, тука може да е и ова порака кон оние кои сметаат дека преку Катица Јанева и преку СЈО ќе направат, ќе донесат правда и мир, нели чувената или она популарна изрека за време на шарината револуција. Порака е ова име на црната листа кон Заев, можеби? Мислам дека СЈО на начинот на кој што функционираше своевремено се компрометираше најмногу во самата Македонија. Значи постапките кои што ги водеа беа прилично пристрасни, тоа беше нивна операција или платформа да се дестабилизира ВМРО-ДПМН, што повеќе. И со тек на време народот, граѓаните, луѓето видов всушност што се случува, а после тоа тоа беше дел и од она операција која што видовме во парламентот за промена на името на Македонија, но знаете како, Македонија е пиреј. Колку и да таа треба да ја корнеш, таа ќе потера. Така што мислам дека најтешките моменти за Македонија се зад нас, со оваа влада, со Зоран Заев, со Таче Ковачевски, со
цела дузина на нивни министри, а дека доаѓаат подобри денови. Знам дека е облачно, знам дека не е добро. Внимавам исто така да не ветувам брде и долини, значи не сакам да кажам луѓе гласајте за ВМРО, ние за 2 месеци ќе живееме како во Скандинавија, не. Тешка е состојбата, но можеме подобро од ова. Да, но исто време облаците се само времена состојба, па ќе се расчисти, Така е. следи мирно небо, правиме куса пауза за реклами. Над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Тоа е химната. Така е, овдека овој политички блок никако ќе го заокружим. Одиме со куса пауза за реклами, почитувани. Останете тука, ќе зборуваме за едно од најболните моменти, а тоа е иселувањето, можноста за враќање и спречување претисе на младите, па и цели семејства да се излеваат, буквално кажано, државава. За куса сме назад. Добре дојдовте назад. Вториот дел од За или против вечерва интервју со членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Владко Ѓурчев. Ѓурчев, малку повеќе направивме и подетална анализа на кои се реалните можности после 8 мај, како ќе се одвиваат работите во меѓувреме, но остануваат болните точки. Споменавме, анализиравме на тема економија. Она кое што мене многу ме плаши е трендот на иселувањето. Зошто веламе плаши, бидејќи го доживувам и реално е цунами за кое вие природно не можете да го спречите, да го вратите назад, тргнате процесот. Празнење на Македонија повеќе од било кога изминатите 7 години. Опасноста е дека за 40 на години, барем според одредени статистичари и демографи кои сум ги слушала, е дека ќе остане само пензионирано население во државава, односно само стари луѓе, младите ќе исчезнат. Реално, искрено, можно е ова да се спречи, да се направи некаков процес, да се врати до вербата на луѓето дека тука на вистина може да биде добро, па и да се вратат и да залудно ни и промена на власти се и ненако останеме без луѓе. Нема држава без народ. Нема општини без граѓани и луѓе, нема училишта без ученици, нема економија без потрошувачи. Значи, мислам дека се работи за едно од клучните прашања за еднината на Македонија. Мислам дека се работи за стратешко прашање за еднината на Македонија и на ова прашање мора многу сериозно да му придеме. Значи, јас ова тема поврзана со иселувањето, со демографијата, со бројот на ученици, буквално со години и деценија следам. И оние бројки кои што сега ги гледам, се никогаш полоши. Значи, ако погледнеме број на ученици во основно образование, никогаш помал. Број на ученици во средно образование, никогаш помал. Во факултетите веќе има еден куп отворени места, не може да се пополнат. Не така одамна се бараше место повеќе во факултетите, се одбиваа, нели, апликанти, сега има стотици отворени места, не може да се пополнат. Значи, причината за тоа е невидениот екзодус кој што се случува изминативе 7 години од Македонија. Од Македонија секогаш имало иселување, 100 години наназад. Кога сме оделе во школа, во училиште, сме имале лектири за печалбарство и за гурбет, има печалбарски песни, значи секогаш од Македонија имало луѓе кои што се заминувале. Но, ваков екзодус буквално никогаш немало. Например, ако ги гледате бројките по училишта, по број на иселени, сакам да ги споделите. За едно полугодие. И тоа во цела Македонија. Значи, дали зборуваме за скопските училишта, кои што се добри населби, кои што имаат добри, нели, плати, апсолутно паѓа. Дали зборуваме за Штип и Источна Македонија, дали зборуваме за Пелагонија, Прилеп, Битола, понатам Охрид, Тетово, Гостивар, секаде ни паѓаат бројките. Како резултат на она најголема и ужасна манипулација со Македонија под наводници за живот во Македонија. Или тоа беше пораката на Зоран Заев, тој дури велеше ќе ги вратиме младите од странство, ќе ги донесеме тука и така натаму. Значи, јас не можам да кажам дека ние ќе го спречиме иселувањето. Нема да биде вака. Затоа што мислам дека имаме огромен пораз и стратешки проблем за еднината на Македонија ако бројот на новородени деца ни паднало 23.000 родени 2016 година на 16.000
минатата 2023. Значи, внимавајте, од 23.000 родени деца на 16.000. Тоа е страшна бројка. 40% е падот. Нема држава во светот која што има таков пат. Никој нема таков пат. Никој од 200 држави. Од 2006 до 2016 Македонија имаше раст на новородени деца од 22.500 на 23.000. Не многу, 2,3% имавме раст на новородени деца. Во време кога другите паѓа, значи сите земји, од Португалија преку Шпанија, Италија, балканските земји паѓа, само Македонија имаше раст, не многу. Имавме раст на третородени деца 40%. Сега бројот на третородени деца е преполовен. Сега цела Македонија станува Галичник и Мариово. Галичник и Мариово се области кои што се прекрасни, кои што на времето имале илјадници луѓе, кои што се дел од битието на Македонија и македонскиот народ, но се сега земја и места без луѓе. Значи сега тој процес на Галичник и Мариово ни се случува не само во селата, туку и во средните, но исто така и во големите градови. Зошто сме ексклузивитет, за жал, негативен во светот во моментот? Велите, нигде не е само кај нас. Никаде не е вака. Значи, буквално никаде. Ја ги имам анализирано бројките во цела Источна Европа. Животниот стандард не, и се, апсолутно, животниот стандард. Скандали секој ден. Неправди. Нема отворени нови фабрики, нема патишта, нема автопатишта, ништо не се случува, револт кај луѓето. Значи, влезе во луѓе во една психоза, дека треба да се задниве, дека едноставно не бива овде, дека нема иднина, дека државата е во нокаут и дека треба, како се знае и умее да се евакуира. Уште еднаш, јас многу внимавам. Нема да кажам дека ќе го спречиме уселувањето и дека ќе речеме, слушајте, гласете за ВМРО од мај, на лето, не знам, во август или септември, луѓето се враќаат во Македонија, но ќе го намалиме. Затоа што мислам дека на младите треба да им понудиме дека сепак во Македонија може да имаат пристоен живот, дека може да си ги пратат децата у школа, дека може дома да имаат, едноставно да имаат свој дом, дека може да имаат сигурност, дека нема на секој ќош по улиците да им нудат дрога, дека може да се оди да се работи и на крајот на криштата дека Македонија може да им пружи нешто што го нема на ниедно друго место. А тоа е дека ќе можат секоја недела, секој викенд да се видат со своите, да имаат неделен ручек со своите мајки и татковци, бабите и дедовците да растат со тие внуци. Значи сакаме да им понудиме на младите и да им кажеме, слушајте, ние не можеме да ви понудиме плати како во Германија, Шведска, Норвешка или Швајцарија. Не можеме тие плати да ги понудиме. Но сепак наместо да идете четворица да живеат или петорица во стан од 80 квадрата во Франкфурт, во Виена или во Минхен, останете дома, имате куќа, имате стан од татковци, од баби и дедовци, пуштете ги децата безбедно на школа, во тие школи децата ќе имаат учебници, државата нема да проси за брашно и за зејтин како просеше пред 2 години од околните земји, дека граѓаниве и народов ќе може во нормално време, без циркуси, да се извадат пасоши, без туркање. Значи, елементарно функционална држава, која што ќе оди напред и која што ќе биде подобро. И затоа не е сеедно дали од државата оваа година ќе ти се исела 2000 луѓе или 20.000 луѓе. Значи, во моментов, сега како што се бројките, од Македонија се иселуваат 35 до 40.000 луѓе годишно. Значи, тоа не е катастрофа, тоа е катаклизма. Значи, тоа е еден градски стадион во Скопје, преполн, секоја година ти оди. Значи, не можеме да си го дозволиме повеќе тоа. Затоа што се можеме да направиме. Можеме да направиме патишта, автопатишта, не знам, аеродроми, фабрики, но ако немаме народ, се е џабе. Значи, не познавам поважни избори. Немам видено поважни избори за еднината на Македонија изминативе 34 години. Со ова што ни се случува и на национален план, во делот на македонските работи, и во делот на економски план, и во делот на иселувањето. Ова се најважните избори во историјата на Македонија. Затоа уште еднаш, не само било каква влада на ВМРО-ДПМНЕ и Христијан Мицкоски, туку влада со силен мандат, без уцени, не со 50, 51, 52 пратеника. И тогаш ќе направиме владата.
туку влада со 55, 58, 61 пратеник, за да застанеме на нозе. Што велат последните анкети, ваши интерни, можеби не Да. објавени, ќе ни споделите ли? Има ли никакви скокови? Значи, утакмицата е прекршена и победуваме. Тоа е тоа. Сега прашање е разликата. Значи, во неколку изборни единици малку ќе одлучува кои ќе бидат количниците. Добро, И значи има знаете како, има одреден број на луѓе кои што се незадоволни од состојбите кои што се случуваат во Македонија, луѓе кои што се силно антивладино расположени, и сега кај нив има две категории. Една категорија кои што се мислат дали да излезат на избори, викаат дигнати се рацете, не можам, од сите сум револтиран, од сите сум разочаран. Пораката за нив е никогаш не смееме да се откажеме самите од себе. Нема откажување. Нема откажување. Значи, нашите баби и дедовци во многу потешки околности. Сите знаеме нашите баби и дедовци во кои времиња се родиле, 1915, 1920, 1925, 1930. Нашите мајки и татковци никогаш не се откажувале. Значи, нема откажување. Да, нема предавање. Ентузијазам и сегашниот е проблем. Друг, знам, не, да. сега потиштеноста е друга, но нема откажување. Тоа е за оние кои што се мислат дали да излезат или да не излезат, треба да се излезе. Важно е за Македонија да се излезе. И втората работа, оние кои што ќе излезат и кои што се силно антивладино расположени, размислуваат дали да дадат поддршка на ВМРО ДПМН, евентуално Левица, Максим Димитриевски, некои други политички партии. Пораката за нив е: ВМРО ДПМН ќе направи владата, овозможете ни јасна, чиста, силна позиција во сите оние коалициони преговори. Не сме владата да биде уценувана, не треба да ја рушат после година-две, туку ни треба стабилен мандат да ги санираме овие ужасни историски штети кои што се имаат случајно на Македонија. Значи, пенкалата во раце, масовно гласање за Македонија. Сето ова на крајот што го кажавте, ќе треба да се приточи во дела и конкретни програмски проекти во рамки на кампањата, за да ги убедите овие кои можеби сметаат дека евентуално Знам или Левица се нивната опција, или пак имаат дилеми. Како ќе го сторите тоа, кои ќе бидат клучните адути? Имаме уште само 2 минути. Клучните адути во кампањата. Најавите се веќе дека ќе биде прилично црна, најлошата можеби кампања, во смисла најнегативната кампања, бидејќи знаеме како стојат работите. И кои ќе бидат клучните адути тогаш на ВМРО ДПМН? Клучните адути ќе бидат економија, Македонија, нормално. Клучните адути ќе биде функционална влада, учебници за деца, подобро здравство, подобра инфраструктура, значи едноставно давање на можности на Македонија. Програмата ни е при крај, ќе биде прилично добра и за разлика од многу други ВМРО ДПМН го има брендот дека кога нешто ќе напише во програма, дека тоа и ќе се оствари. Така што мислам дека Мицкоски како иден премиер е прилично фокусиран на тоа. Мислам дека ќе се оди со рокови, мислам дека ќе се оди со сериозна работа, мислам дека ќе се оди со седници, посети, значи ќе се врши еден пресинг, затоа што Македонија мора подобро. Програмата се подготвува. Како да ви кажам, она што кажав пред малце, тоа е темно е, но Македонија ќе се роди ново сонце на слободата. Нема откажување. Кога одам низ Македонија, ги гледам луѓето, тоа е инспирација. Жива е Македонија. Жива е Македонија. Така што, се надевам дека ќе имаме една нова надеж која што ќе се роди во мај, дека ќе имаме еден ентузијазам, а после тоа дека ќе се преточи во работа и успеси. Затоа што Македонија не смее да губи. Македонија мора повторно да победува и Македонија ќе победува. И доаѓаат подобри денови. Нема биде идеално, да не ветуваме брда и долини, да не отидам во тој... Сите промени се болни секако. Да не отидам во тој офсайт, нели лесно се кажуваат тие работи, но ќе биде подобро. Само напред. Владко Ѓурчев вечерва во За или против, ви благодарам за ова искрено интервју. Фала многу, се најубаво. Поздрав до сите оние кои што ја сакаат Македонија во сите наши градови и села. Се најубаво. Благодарам. Почитувани, од мене, од тебе, од сите нас зависи што ќе правиме, што ќе преземеме и во кој правец ќе ни се движи Македонија. Добра ноќ и следете ги сите изданија на За или против.